Како сте? Добро дојдовте, дечки, во моето ново видео, дечки. После долго време се враќам на YouTube, тоест никогаш и не заминав од YouTube, али долго време ме немаше, 10 дена, така мислам нешто од последното видео кога го објавив, али ево сум пак, се враќам назад. Дечки, многу работи се десија, затоа ме немаше, али за тоа време спремав еден доста интересен проект кој започнува наскоро. На каналот објавив шот кој ви кажува дека новиот проект се вика Смеа на кило, така да можете да сватите отприлика што ќе биде концептот на тој проект. Аз се надевам и дека ќе ви се допадне, дечки. Така да, дечки, ставете лайк на видеово, ставете subscribe. Одиме јако сега до 2000, ги стигнавме илјадарката, сега одиме до 2000 за следен гивави, дечки. Направивме гивави на 1000 сабскрајбери на Instagram. Kiko, направивме гивави за 1000 сабскрајбери. Сега одиме на 2000 да направиме нов гивави. Дечки, да не одолговлекувам многу. Денеска на видеово снимаме што попрво би избрал или избрала, не знам, зависи од кој видео, логично, што попрво би избрал или избрала. Имаме на една страница тука што попрво би избрал или избрала, еве го ова вака. Само мал проблем што ја не го разбирам баш добро македонски, ова англискиов, уште македонскиов да не го разбирам. Проблем што не го разбирам добро англискиов, така да ќе си кликниме овде и ќе си кликниме на Translate, да си избериме друго јазиче. Упс. Чекај, вака, да си избериме друго јазиче овде, а тоа е македонскиот, дечки. И кликаме Translate и ете го, дечки. Без одолговлекување, можеме да почнеме. Сега не најдов некој предизвик што можам да правам ако сум во тие што имаат помалку проценти. Ова видео ќе биде само онака, кликаме и гледаме дали се согласуваме со мислењето на другите луѓе, а и вие играјте. Пример, кажете си, пред да кликнем, кажете си и вие и да видиме дали сме на исто. А од следно видео, ако ова видео собери 25 лајка, снимам part 2 и part 2 со челендж, со лимони или чили или нешто ќе додајме за предизвик. А можеме да почнеме со видеово. Ако сте спремни, ако ставите лайк, ако ставите subscribe и така многу го одолговлекувам видеово, така да, дечки, можеме да почнеме. Нека твојата, иначе за Translate, за преводов, го знаеме Google како преведуваат од англиски на македонски, така да не е толку добро, ама не е ни толку страшно. Одиме со прво. Нека твојата иднина ја одредат твоите родители или од случаен странец. Брат, логично дека родители. 82% се за родителите. Па логично сам. Зошто странец да ми одредите иднината? Ако више морам да изберам родителите или странец, логично дека родители. Следно. Биди сиромашен, но помагај на луѓето. Стануваат неверојатно богати, повредувајќи луѓе. Не, брат, искрено би бил сиромашен, би помагал на луѓето. Мислам, брат, зошто да станеш богат као повредувајќи луѓе? Не, ова го избирам ја. И 56% се согласуваат со мене. 10 поред, одиме. Добивате електричен удар секогаш кога ќе допрете некого или чешајте се штом некој ќе ви проговори. О, брат. Брат, што е ова? Чешајте се штом некој ќе ви проговори. Као, еј, здраво. Не, брат. Али електричен удар е полошо. О, што да изберам, електричен удар? Не. Електричен удар. Том ќе допрете некога, ама брат, глупо е. Електричен удар, замисли. Чешајте се штом некој ќе ви проговори. Одам нова. Леле, брат. Брат, зошто сакате електричен удар веднаш штом допрете некого? Сигурно некој електричен удар со мала волтажа. Ама добро, брат, размисли малку. Електричен удар штом доприш некого. Замисли струјата те па допираш некого, струјата те па толку. Ама некоја мала волтажа сигурно ма од струја, така? Одиме на следно. Да може да лета, да
дишам под вода. Да, значи да леташ или да дишаш под вода. Сега го немаме она класично да леташ или да бидеш навидлив. Да леташ или да дишаш под вода. Брат, искрено, ја би да летал. И да, 77,2 се согласуваме. Вие што избравте? Пишете во коментари обавезно. Леле, дечки. Сум заборил да снимам видео онака. Ајде, одим. Пишете во коментари што избирате вие, за да гледаме дали се согласуваме со мислењето. Да можеш да слушаш само музика што ја мразиш, или гледајте само филмови што ги мразите. Едното и другото е лошо. Ама брат, песни често слушам. Дур работам, дур чистам или било што работам, чистам, онака да си сеам и си слушам песни. Така да неќам да слушам песни што ги мразам. Така да, гледај само филмови што ги мразиш, и онака не гледам многу филмови, гледам турски серии, дечки, така да. Филмови што ги мразите. И тоа е тоа, никој неќе да слушат музика што ја мразите. Одиме следно. Го губите чувството за вкус или го губите чувството за допир? О, брат. Што правиме сега, дечки? Што правиме сега? Губите чувство за вкус или губите чувство за допир? Ја искрено би избрал... може да го губиме чувството за допир. Брат, неќам да изгубам вкус. Сакам да јадам, така да неќам вкус да изгубам. Така да, дечки, кликаме. Процентите се... Брат! Добро, имат логика, ама брат! Јас сакам да јадам, така да неќам да изгубам чувство за вкус. Одиме. Да може да открива лаги или да може да ја каже совршената лага. Избирам да можам да откривам лаги, пошто ја никош не лажам. Онака на шала, али не лажам, немам потреба од лаги, така да откривам лаги. Знам исто колку е добро кога некој ќе знаеме дека не лажит. Пример, ти кажувам нешто и ти знаеш дека те лажам. Замислиш, туго е тоа да знаеш дека те лажит, ти нема да поверуваш на таа лага. Така да можеш да откриваш лаги. Се согласуваме со многу луѓе. Кажи си едно нешто на помалото јас. Постави си едно прашање на себе си во иднина. Дечки, искрено би си кажал нешто на малиот јас. Имам многу грешки што ги направив во животот. Имам многу грешки. Особено оваа година, катастрофална грешка, тоест катастрофална лоша грешка, лоши грешки сум направила, но особено оваа година ги преминав сите граници со грешки. Така да, дечки, да си кажам нешто на малиот јас. Да не ја повторите истата грешка што е направи овај јас од иднината. Значи да не ја повторите истата грешка што пред скоро ја направи овај јас. Така да, дечки, кажи си нешто на помалиот јас. Брат, зошто? Постави си едно прашање на тие од иднината. Ма да имат логика. Ама не, ја би си кажал нешто на малиот јас, да си знаете дека каква грешка го чекаде, прескокни таа грешка, мислам дека ќе е топ. Спи со твојата симпатија од познати личности. Немам симпатија од познати личности. Добија работата од соништата. Сигма? Не, живи се ова го избирам. Живи се ова ми е. Добија работата од соништата. Ама брат, више, имам работата од соништата, само доколку ми почна да не гледам као вистинска работа ова, би било супер. Ама брат, ова не е за мене. Не имам симпатија од позната личност. Као брат, позната личност као и секој обичен човек. Дали е познат или не, не е важно. Пример, човек си, ама добро си имаш фано и сега, уау е нешто да се сликаш или да видиш позната личност, ама ова, не. Одиме следно. Поминете го остатокот од животот заглавен внатре или заглавен на отворено. Као мислиш заглавен во куќа, во соба или заглавен на отворено? Мислиш да не можеш да влезеш во куќа или во просторија? Брат,
гледај вака сам. Внатре нема што многу да правиш. Еден простор, цел живот, достатно. Заглавено отворено, изгледа едно поинтересно. Ти шеташ кај сакаш, правиш што сакаш, одиш кај сакаш, као не си затворен во едно мало просторче, така да не отворено. Логично, ама зошто толку, брат? Донирај го своето тело на науката, брат. Не. Донирај ги вашите органи на луѓе на кои им е потребно. Ама брат, дур сум жив или па као после смртта, доколку се органите живи. Ако е така, после смртта, ја би идел на ова, тоест донирај ги вашите органи на луѓе на кои им се потребни. После смртта логично. Ова брат, која е логика? Донирај го своето тело на науката. До негде проучуваат ово, ама ова е многу поважно. Спасува животи, така да. Логично. Наследно. Не можам да седам или не можам да стојам. Да не можам да стојам, затоа че ми се нозете така, да не можам да седам. Па ќе си легнам, така да. Добро. Добро, се согласуваме со многу луѓе. Види духови насекаде или да биде прогонуван од еден единствен неуморен дух. Ама чекај сега. Види духови насекаде, значи да ги гледам духовите, ама ништо да не ми се дешават или па ваѓа. Или биди прогонуван од еден единствен дух, ама неуморен. Неуморен дух, тоест, можам да замислам како гледаш духови насекаде, ама пак еден неуморен дух да те прогонуват. Брат, види духови насекаде. То одиме јако. Дечки сите исто размислуваат, така да супер. Да биде непривлечен и да има привлечен партнер или привлечни и имате непривлечен партнер. Па, дечки очигледно као да сум привлечен, ама да имам да сум непривлечен, ама да имам привлечен партнер или привлечен, ама непривлечен партнер. Брат, логика не ми играат надворешниот изглед многу, така да битен е карактерот. Ако одиме по карактер, ако одиме по карактер, ама не е карактер ова. Ова збори за надворешен изглед. Као, брат, нема многу тука што да се размислиот као привлечен, имаат непривлечен партнер, или биди непривлечен и да имаш привлечен партнер, Sejedno нема врска тоа. Али ајде да одиме вамо можда. Ама појчето би го избрал ова, јас знам дека над 80% ќе бидат ова, ама да не бидам за ова, пошто не ми е битно изгледот, као. Али, ај овде да кликнеме. Знам дека добро, 39% сме овде. И да, ова ќе биде последно за денеска. Учествува во емисија за запознавање или шоу за преживување, така да дечки, без многу размислување, шоу за преживување, дечки. Тоа е тоа. 60% се согласуваат со мене, така да дечки, да. Тоа е се за ова видео. Значи да, тоа е се за видео, ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, ако не, ставете дислайк. Пишете во коментар дали ви се допаѓа ваков тип на видеа, дали сакате да продолжам со ваков тип на видеа и како што реков, ако сакате парт 2 со предизвик, одиме на колку лајка? 25 лајка. 25 лајка и одиме парт 2 со предизвици, дечки. Така да ставете subscribe, одиме на 2000 subscriberi следно. Фала за гледање на ова видео. Поздрав, се најубаво, се гледаме во наредно видео. Чао!